Тешка е состојбата во текстилната индустрија. Врската за исплата на минимална плата дополнително им го отежнува работењето на конфекциите, оценуваат од текстилниот кластер. Сепак, според претседателката на кластерот Маријана Перковска, позитивно е тоа што во тек се преговори со владата за законот за минимална плата. Формирана е комисија која секоја седмица има разговори со ресорните министерства. Проблемот е во тоа што ваквите решенија мора да бидат многу брзи, затоа што текстилната индустрија не може да го издржи овој притисок. Притисокот не е од минималната плата како број на вработени и оптеретувањето на компаниите со минималната плата, туку од спиралата која што се предизвикува. И ние тоа го неколку наврати и повеќе пати кажуваме дека проблемот ќе се појави токму во делот на зголемувањето на масата пари потребна за да се обезбеди платниот фонд. Перковска забележа дека една текстилна компанија која сега треба да издвои 1.800.000 денари за плата од државата ќе добие субвенции на име на минимална плата од само 180.000 денари. Со исплатата на минималната плата, многу од компаниите ќе бидат и принудени да го намалат бројот на вработените. Текстилната индустрија со таквата техничко-технолошка поставеност, старосната структура на вработените и пазарно признаената вредност во никако не може да се стави во корелација. Така да од тука произлегува најголемиот проблем. Значи ние повторно и сега и претходно зборуваме дека е проблем спиралата која се предизвика. А текстилните компании во оваа кондициона состојба не се во можност сами да го издржат тој удар. Според Перковска, исплатата на минималната плата ќе ги демотивира работниците кои работат на посложени операции и се добро платени. Текстилниот кластер очекува преговорите со владата да продолжат со цел да се најде решение и да се прифатат дел од нивните барања.